Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Турската бања во Виница од 2014 година станува мултикултурен центар. Проект вреден 50.000 евра. Советување за добивање Б интегрирана дозвола денеска одржа Сдруженијето Јавор од Зрнаци. Од 1 октомври стартува уредбата за обезбедување сертификат со кој се гарантира дека пакувањето нема штетни својства по храната. Во Основното училиште Малина Побиванова започна акцијата за донирање облека, акција на учениците, наставниците и родителите. Во рамките на Кочанските денови на Оризот во мултикултурниот центар се одржа музичко-поетска средба. Пристигнуваат фолклорните групи, учесници на деновите на Кочанскиот Ориз. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелета на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани.
Почитувани Трговското радиодифузно друштво Телевизија Кочани ви известува дека во изминатите 2 дена гледачите на кабловските телевизии Астра и Филаделфија немаа можност да ја следат нашата програма поради технички дефект на ново инсталираната дигитална апаратура. Со желба таквите промени да не се повторуваат. Ви благодариме за разбирањето и воедно ви се извинуваме за тоа што ви беше скратена можноста да не следите. Срдечно ве поздравуваме и ви посакуваме пријатни мигови со програмата на Телевизија Кочани. Турската бања во Виница од 2014 година станува мултикултурен центар. Проект вреден 50.000 евра. Старата и напуштена турска бања во центарот на градското подрачје во Виница ќе стане мултикултурен центар. Реконструкцијата е предвидена за почетокот на следната 2014 година со средства во висина од 50.000 евра, кои се одобрени од Бирото за регионален развој. Според градоначалникот Емил Дончев, иницијативата за оваа промена ја доставиле граѓаните кои веќе подолг временски период се изложени на непријатна миризба од објектот, кој досега е во функција на јавен тоалет. Ова место повеќе години стои руинирано и така во центарот на градот и дава лоша слика, па е на иницијатива на вработените во локалната самоуправа дојдовме до идеја да направиме еден проект овде во близина и ромското мало, па така дадовме некој карактер како мултикултурен, мултиетнички центар. Овој проект го рачунаме како дел, како состав од комплексот што планираме да го градиме во иднина, еден затворен градски пазар и нов културен дом во општина Виница. Ова ќе биде првата фаза, значи изградбата на мултикултурниот центар ќе биде прва фаза од изградба на овој комплекс. Доколку се одвива според планот, во почетокот на наредната година треба да почне изградбата на овој објект. Центарот ќе содржи 2 канцеларии, една помошна просторија, како и една соба за ноќевање на туристи кои ќе посетат Виница, додава Дончев, кој воедно дава и позитивна оцена за проектот. Реконструкцијата на турската бања во Виница представува уште еден во низата на проекти кои беа позитивно оценети од страна на Бирото за рамномерен регионален развој, но поради недостаток на средства досега не можеше да се реализира. Што покажа анкетите во 5 општини од регионот за добивање Б интегрирана еколошка дозвола? Тема на советувањето во мотелот Слив крај Виница. Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци го организира проектот Демократски процеси на донесување одлуки од областа на животната средина во локалните самоуправи. Во мотелот Слив крај Виница денеска се одржа предавање на тема Обука на локалните заедници за учество на јавноста при водење на постапката за Б интегрирана еколошка дозвола и стратегиска оцена на животната средина. Моментално се наоѓаме во хотел Слив, Виница, на третата и последна обука, предвидена од овој проект за јакнење на капацитетите при донесување на одлуки поврзани со животна средина. Обуката е за учество на јавноста во процесот на донесување на Б интегрирани дозволи и елаборатите за заштита на животна средина. Предавач е експерт од Министерството за животна средина. Учесници се представници од невладени организации и граѓани од целната група, тоа се 5 општини. Општина Карбинци, општина Тишиново Облишево, Зрновци, Виница и Македонска Каменица. Значи, од страна на експертот ни беше даден процесот на учество на јавноста, беа дадени примери, неколку видеа од веќе одржани јавни расправи по општините, имаше плодна дискусија и очекуваме сега со информациите од експертот да го заокружиме целиот процес. Од 1 октомври стартува уредбата за обезбедување сертификат во кој се гарантира дека пакувањето нема штетни својства по храната. Ке се забрани амбалажата која од 1 октомври нема да ги исполнува критериумите од новиот правилник за материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната. Производителите ќе мора да обезбедат сертификат со кој ќе гарантираат дека пакувањето нема штетни својства кои би можеле да се прелеат во храната и во опасност да го доведат здравјето на купувачите. Тука спаѓаат материјали од гума, пластика, дрво, стакло, разни синтетики. Правилниците ги пропишуваат општите барања кои што треба да ги исполнуваат овие материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната.
За дел од нив има и посебни барања за материјали кои што се од особено важност, како што е керамиката или материјалите кои што се испуштаат преку детските цуцли. Правилникот е новина и во земјите од Европската Унија, а алармот го вклучиле податоците на системот за брзо известување. Од известувањата за небезбедна храна кои доаѓаат преку Европскиот систем за брзо известување, една третина се однесуваат на материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната. Со новиот правилник се засегнати стотици фирми во земјата, но досега барање за добивање сертификат поднеле само 114 производители. 30 веќе добиле одобрување, а се повикуваат останатите фирми да побрзаат со барањето за одобрување и авторизација. Бидејќи за една недела стартуваат засилени контроли. Непочитувачите ќе заработат парични казни. Увезената храна пак е веќе со сертификати кои гарантираат безбедност. И таа сепак повремено се испитува. Во Општа болница во Кочани предавање одржа лекар специјалист од Америка во рамките на обуките кои ги спроведува Министерството за здравство. Во рамките на обуките на лекарите од внатрешноста кои ги спроведува Министерството за здравство на Република Македонија, во Општа болница во Кочани пред лекарите, гинеколози и медицински персонал предавање одржа доктор Енди Сандерс од клиниката од Западна Вирџинија. And we have with us today Dr. Byron Calhoun, who's a specialist. Со нас денес и докторот Калхун, кој што е специјалист во посебна област во болница во Америка, кој што ќе биде дел од предавачката група. И многу сме возбудени, задоволни, посебно од овој дел од програмата, каде што не остануваме само во Скопје, туку ги посетуваме болниците ширум Македонија. Денес сме во Кочани и со задоволство ќе одржиме презентацијата. Денес ќе зборуваме за предвремената бременност и превременото пораѓање, како и можните компликации од истите. Се надеваме дека нема да го поминеме следниот час само во предавање, туку и да ги зајакнеме нашите односи со оваа институција за во иднина да можеме поуспешно да соработуваме. Во минатото престојувавме во оваа болница во Кочани и сме импресионирани од менаџирањето на институцијата, од лидерството и со нетрпение го очекуваме следното доаѓање, каде што ќе оставариме посети на болницата во следниот месец. Со вакви обуки ќе се пристапи и во наредните месеци, најавуваат од Општа болница во Кочани. Во основниот училиште Малина Попиванова во тек е акција за донирање на облека. Учениците ќе донираат облека за социјално загрозените ученици и ќе трае до 2 октомври. Во основното училиште Малина Попиванова во Кочани се реализира акција за донирање на облека за социјално загрозените ученици од ова училиште. За оваа цел секој ученик со одобрение од родителите, доколку поседува облека која може да ја донира, истата да ја достави до деленскиот наставник или раководител кој ќе ја спроследи до училишниот педагог или психолог. Идејата е од сондирањето на состојбата во училиштето, почетокот на училиштата година, идејата е од целиот наставен кадар, па и од родителските средби, анализата која правевме, но сега сме концентрирани на облека на учениците, иде овој зимски период, е така. Учениците во договор со родителите, значи не е тоа да го прават сами, него мора да добијат одобрение од родителите, усмено одобрение, да доставуваат вишокот облека или облека која не им е потребна, до деленскиот раководител ја доставува училишниот психолог или педагог, односно составуваат листи на ученици кои имаат потреба за таа облека. Сега е новина што воведуваме единствен услов да ученик да биде примател на донација на облека е да ја редовно посетува наставата. Бидејќи од претходните години добив информација дека дел од учениците кои нередовно ја посетуваат наставата единствено во тие моменти доаѓаат на училиште. Тие ученици се многу мал број, но сепак ја официализиравме овој единствен услов за донација на облека. Училиштето е отворено не само за учениците, него било кој граѓанин или гледач на вашата телевизија кој ќе ја слушне за оваа акција, може слободно во училиштето да донира
облека која ќе биде диструирана онаму каде што е потребно. Акцијата за донирање облека за социјално загрозените ученици во Основното училиште Малина Попиванова ќе трае до 2 октомври. На пазарот во Кочани денеска доминираа градинарските производи, оние за зимница. Сепак понудата беше поголема од побаровачката. Денешниот пазарен ден во Кочани се карактеризираше со голема понуда на градинарски култури. На пазарот најмногу доминираа доматите, пиперот, синиот домат, теквичките, компирот и други земјоделски производи. И оваа година, како и лани, цените се речиси исти, но во овој период од годината, кога се прават зимниците, речиси не е толку битно што колку чини, бидејќи македонската софра преку зима не ја личи без основната зимница. Но како и обично, за купувачите е скапо, за производителите е ефтино и неисплатливо. Па, денешниот пазар некој горе-доле идеше. Пошто немаме многу роба, со помалку роба, продаде се. Ако е повише, не иде. Купуваат, али, знае се, сиромаштија се и сиромаштија. Луѓето немат пара и се боже гледаме поевтино да дадеме, ама 20 денари. Да. Имаме решка исто 20-30 денари. Па добро иде денешниот пазар. Цената е минимално средна. Зелките идат по 15 килото. Круми до 15, некој посите недри од 20-25. Модрио бадлеџан парче 20 динара килото, 20 динара парче има по 5 динара, 3 за 20. Компирот 20 динара килото, 25. Како дојде, кој е полба? 25. Муштери имам, всеки пазар задоволна сум. Што донесам, се си продадам. Средно добро е, 20-30 динара перо, 40. Добро, само нема луѓе нема. Највише банат весен, луд блак, ајварски и патиџани. Патиџано е 30, 40, 20. Најмалку присутен на пазарот беше ајварскиот црвен пипер, бидејќи годинава, како што велат земјоделците, временските прилики не одеа во прилог на ајварската пиперка. Инаку цената на овој пипер се движи од 25 до 35 денари. Во мултикултурниот центар се одржа поетско-музичка средба под наслов Поезија за оризот, музика за душа. Учествуваа ученици од кочанските основни училишта. Во салата на мултикултурниот центар во Кочани се одржа поетско-музичката средба под наслов Поезија за оризот, музика за душа. Пред публиката беа презентирани најуспешните творби од литературниот конкурс, распишан во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Учениците твореа на темите Ориз жнеам, песни пеам, полињата родни ги прават душите сродни и на слободен тематски избор. Жирито го сочинуваа Аника Илиевска Ѓоргиева, Вангелија Цавкова и Жаклина Филипова Свеќаровска. Имаше навистина квалитетни литературни творби напишани од страна на нашите ученици. Тие размислуваат за оризот, творат, инспирација е секако, значи и тоа е и целта да се поттикнат да размислуваат за оризот како бренд на Кочани, како значајна, важна стопанска гранка и култура. Благодарност до сите оние кои што помогнаа и овој настан да го завршиме успешно. Значи, 5 основни училишта, музичкото училиште, кои што секако ни го збогатија овој дел од програмата со музички точки и секако литературниот клуб Копнеш. Јас сум Ангела Нанива, доаѓам на Основното училиште Малина Попиванов. Се пријавив на конкурсот и напишав песна за оризот. Јас добив нови конкурс по фалница и награда. Јас сум Нина Димитрова, доаѓам од Основното училиште Малина Попиванова. Се пријавив на конкурсот и со песната за оризот. Мене ме инспирираше да напишам песната Кочанскиот ориз, кој секаде е баран. Настанот беше збогатен со настап на ученици и професори од музичкото училиште Ристо Јоруков од Кочани. Концертот на Народниот оркестар ВЕС на место на летната сцена ќе се одржи вечерва во салата на Центарот за култура Бели Мугри со почеток од 20 часот.
Во амфитеатарот на Правниот факултет во Кочани синоќ се одржа концерт на квартетот флейти Аулос од Скопје. Концертот е во рамките на Деновите на Кочанскиот Орис. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2013, синоќ во салата на Правниот факултет концерт одржа квартетот флейти Аулос од Скопје. Пред љубителите на класичната музика во Кочани настапија Марија Јакимовска, Ангелина Катмерова, Александра Тевдовска и Билјана Камчева, кои изведоа дела од Моцарт, Мак Мишел, Ланц, Кокан Димушевски и Дамир Имери. Концертот помина прекрасно, ние сме презадоволни и се надеваме дека наскоро ќе имаме вакви успешни концерти. Публиката е воодушевена, се познаваше, имаше аплауз. Многу ми се допадна концертот. Јас сум задоволна од кочанската публика. Имаше голем број на посетеност. Тоа ме израдува. Се надевам дека ќе имаме уште многу концерти тука. Чувството е преубаво, поготово после аплауз, значи најголема награда за нас музичарите аплаузот. Да пренесеме дел од нашата душа, од нашите емоции, од тоа што ние чувствуваме на публиката што нас слуша. Квартетот Аулос се ексклузивци на музичката младина на Македонија, преку кои бележат многу значени концерти. Пристигнуваат учесници на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Го регистриравме пристигнувањето на играорците од Турција. По повод манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2013 година, денеска во општина Кочани пристигнаа играорци од градчето Зонгулдак, Република Турција. Гостите ги пречекаа членовите на културно-уметничкото друштво Роен од Кочани и им посакаа добре дојде. Тоа се наши навистина добри пријатели кои што само пред месец дена, знаете, бевме ние на меѓународен фолклорен фестивал во Република Турција, во градот Килимли и Зонгулдак. Кај нив, еве сега имавме прилика да ги поканеме на нашиот меѓународен фолклорен фестивал Денови на Оризот, така да од самото наше учество на тој фестивал во Зонгулдак и Килимли, како што сами можеш да забележите, продолжува нашата понатамошна соработка. Тоа се наши драги пријатели кои што, реков, изворедно соработуваме. Тоа се луѓе кои што знаат и умеат да организираат многу меѓународни фестивали. Ние и пред тоа бевме, знаете, ова година 3 пати на меѓународни фолклорни фестивали во Република Турција, во Чинарџик, Јелова, Килимли, Зонгулдак, благодарение на овие наши драги пријатели. Значи, од Зонгулдак па од Кочани натаму продолжува и понатаму нашата соработка. Представниците од Зонгулдак, Република Турција, задоволни од гостопримството на домакините и од тоа што ќе биде дел од оваа наша културно-уметничка манифестација. После толку години ова ни е прво гостување во Македонија. Многу ни се свиѓа градот Кочани, не потсеќа на чист и мирен град и многу сме задоволни и срекни што се наоѓаме овде во Кочани и сме дел од ovaa културна манифестација. Türkiye'deki belli şehirlerimize benzediği için çok güzel buldum. İlk defa burada bulunuyorum. За прв пат сум во Кочани. Многу ми се допаѓа овде и позитивно сум изненадена од гостопримството на моите другарчиња од Кочани. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Инаку децата од овој град ќе бидат сместени кај играорците од културното уметничко друштво Руен, со цел стекнување на поголемо дружење и разменување на различни искуства. Македонија освои 3 медали на 21-та Балканска олимпијада по информатика. Во екипата беше и Бојан Серафимов од Виница. Средношколците Климент Серафимов, Бојан Серафимов, Васил Кузевски, Филип Беџовски и Росица Дејановска, придружувани од магистер Миле Јованов и доктор Емил Станков од Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство, ја представија Македонија на 21-та Балканска олимпијада по информатика, што пред неколку дена се одржа во Сараево. Освоија 1 сребрен и 2 бронзени медали. Ова е досега најголем успех постигнат од македонски ученици на надпревар по информатика. Учениците во конкуренција на своји врсници од 10 балкански земји покажаа и докажаа дека и во Македонија има потенцијал и оти имаме исклучително интелигентна младина. Докажаа дека нашиот образовен систем е квалитетен и треба да се развива и понатаму. Само со учење и упорност може да се стигне до индивидуален и колективен успех. Овие ученици пред 2 месеца, како дел од македонскиот тим на информатичари, се вратија со бронзен медал од 25-та интернационална олимпијада по информатика во Брисбејн, Австралија. Меѓу нив е и виничкиот средношколец Бојан Серафимов.
Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер. Довидување.